Васил Хаџиманов во Кавадарци и најнормално во сопчето кај дедо му. Василе, чувства, емоции? Па nije lako. Nije lako, evo sad sam se vidio sa Milkom. Па не е лесно. Еве сега се видов со Милка Хаџиманова, се немавме видено од кога Зафир почина. Многу емоции. Го паметам овој клавир, ги паметам сите овие инструменти. Јас дедо ми за жал не го запознам, бидејќи сум роден 73-та, тој почина пред тоа. Но сум поврзан страшно и преку татко ми и преку музиката. Јас сум тој кој е фасциниран од македонската народна музика и балканската народна музика секако и вечно инспириран од неа. Така да голема е честа да знаеш дека твојот дедо е една таква фигура и дека оставил зад себе едно вакво историско дело. А тоа се тие, не знам како е дојдено до бројката од 10.000 запишани и снимени народни песни од Македонија. Тоа е ненормално богатство, што секој еден народ на светот би требало да го негува, чува и да се гордее со тоа. Мене ми е жал што сите тие записи се уште се во архивата на МАНУ и што никако нешто да се случи во смисол на монографија или песнарка или било какви изданија кои подразбираат да тие песни го видат светлото на денот. Но да не кукам сега за тоа, јас се надевам дека нешто ќе се смени, еве јас ќе дадам се од себе нешто да се случи на таа тема. Ово што го видов овде е преубаво, прекрасно и целиот овој музеј. Морам да се заблагодарам на сите кои ги чуваат сите овие работи, што го чуваат името и делото на дедо ми. Еве сега зборев со градоначалникот и се надевам ќе успеам во тоа, а тоа е да направиме една ваква спомен соба и за Зафир. И да Зафир, кој остави зад себе многу работи, а е роден овде во Кавадарци, добие свое катче, каде секој ќе може да дојде и хронолошки да го испрати што тоа тој направил и оставил зад себе. Ти велиш не го запозна дедо ти, а меѓутоа јас претпоставам дека и дедо ти би бил многу горд, како што си ти на него, така и тој на тебе, да знае дека неговиот внук што го носи неговото име прерасна во една ваква музичка личност. Ето, благодарам, јас се надевам. Јас едноставно така сум воспитан, а таков човек сум да музиката никогаш не смее да се стави под знак прашалник во однос на нешто друго. Значи, профит, слава или нешто друго што на некој му е битно, мене ми е апсолутно небитно во однос на самата музика и во однос на искреноста и посветеноста кон музиката. И се што работам по тој редослед во мојот живот. И јас мислам дека и дедо, и тато, и мама, и тетка Бисера, и мама Сенка, а еве сега и правнуката на Васил Хаџиманов, Марта, која што туку заврши втора година оперско пеење во Манхајм, Германија, ја продолжуваме таа традиција и остануваме доследни на сите тие вредности кои ги поставил уште дедо Васил. Причина што си овде во Кавадарци не е само посетата на спомен собата, ќе земеш учество на джез фестивалот вечер во Кавадарци. Вечерва ќе свирам со група фантастични музичари. Александар Петров, кој исто така е родом од Кавадарци, Оливер Јосифовски и Јуре Пукал, кој доаѓа од Велење, Словенија. И ние се нарековме Са југа. Јуре е некаде од северот, но сега е Са југа, сакал, не сакал. Така да авторската музика е во прашање, нешто од Александар, нешто на Јуре, нешто мое. Се работи за многу големо македонско и балканско влијание во сето тоа и вечер ќе го представиме сето тоа заедно со други одлични музичари. Тони Китановски доаѓа, мојот голем пријател, Сашо Поповски, кој исто така е професор во Штип, како и јас, бидејќи јас работам во Штип како гостин професор, Зарина Правасевда, така да една елитна екипа на музичари джезери ќе се случи вечер во Кавадарци. Меѓутоа не е прво учество на джез фестивалот на Васил Хаџиманов, без разлика во кој состав. Не е.
Јас бев, сега не можам да се сетам која година беше, но бев една година кога Тони Китановски беше директор на фестивалот, тогаш свиревме заедно, и бев една година кога баш Александар беше директор на фестивалот и тогаш свирев со својот бенд, но свирев и со Баце квартет, со Теодоси Спасов, Александар и Башар Калиф. Во секој случај, секогаш кога имав можност, јас доаѓав и свирев и не само на фестивали, него и со Зафир. Се сеќавам баш сега зборевме дека овде славевме 40 години работа на Зафир и ни се приклучи тогаш културно-уметничкото друштво Васил Хаджиманов од Кавадарци и дека тоа беше уште еден прекрасен концерт. И велико задоволство што ćemo još i da sviramo.